За утре е закажана средбата меѓу власти и опозицијата, откако СДСМ и коалицијските партнери решија да не ги признаваат изборите и да поднесат оставки во собранието. И двете страни стартуваат од диаметрално спротивни позиции. Премиерот Никола Груевски во вчерашното интервју за МТВ рече дека не сака да коментира пред да почнат разговорите за да не влијае врзнив. Би требало да се има еден разумен пристап од двете страни, да се најде начин како да се затворат овие проблеми со кои што се соочуваме, кои што дојдоа после некои неразумни одлуки на опозицијата, кои што имаат своje објаснување, меѓутоа не е сега моментот да навлегувам во тоа. Мислам дека доволно беше кажано во минатиот период околу мотивите зошто СДСМ и нивниот претседател излезе на таков начин во јавноста. Сега повеќе би се задржал на иднината, иднината е да се затворат прашањата кои што и прават штета на државата. Убеден сум дека понудите за разговор од власта до опозицијата во Македонија ќе придонесат опозицијата многу скоро да се врати во собранието. Треба да се има опозицијска, а не обструкцијска политика. Затоа и е јасно дека кога опозицијата е надвор од парламентот, тоа е губитна ситуација за сите од законодавниот дом. Мислам дека опозицијските лидери ова веќе го сваќаат и за кус период ќе има јасни сигнали за нивно враќање во собранието. Го пренесе Дојче Веле доктор Оливер Шварц, познавач на Македонија и Западен Балкан на катедрата за европска политика на Универзитетот Дуисбург-Есен. Тој истакна потребата од консолидација заради можноста за нова динамика на европското проширување. Со доближувањето на есента, Грција ја чека меѓународен притисок во врска со името на Македонија, пишува грчкиот весник Парон. Весникот, како што се наведува, жали дека Македонија под уставното име ќе учествува на конференцијата за Западен Балкан во Берлин кон крајот на август. Со тоа Германија на само неколку дена пред самитот на НАТО во Велс на 4 и 5 септември испраќа силна порака, оценува Парон. Грчкиот весник коментира дека во меѓународните кругови владее клима оти одлуката на Грција за вето на самитот во Букурешт била спротивна на меѓународниот суд на правдата во Хаг, според која Атина ја прекршила времената спогодба. Според Парон не е случајно тоа што на самитот во Лондон се користеше уставното име, што ги одврати Грција и Кипар од учество, а како доказ за германската поддршка за Македонија, весникот потсетува и на последната изјава на Меркел, во која на 2 пати го употребила уставното име на Република Македонија. Денеска и утре е првото пријавување и запишување ученици во јавните средни училишта во Македонија во првата година од учебната 2014-2015 година. Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави кон крајот на март, слободни се 35.195 места за идните средношколци. Резултатите од пријавувањето ќе бидат објавени на 25 јуни. Во јунскиот рок ќе има и второ пријавување на 30 јуни и 1 јули, а пријавувањето и запишувањето во августовскиот рок ќе се врши на 21 август. Потрошувачките цени во Македонија се на ниво од 47% од просечните цени во Европа, пресметала европската статистика. Според Евростат, најблиску до европските цени е облеката 77%, храната и безалкохолните пијалоци 59%, додека неголема разлика има кај алкохолот и кај тутунот, кои во Македонија се продаваат по цени кои се само 38% од просечните европски цени. Во сите центри за јавно здравје во Македонија од денеска работат советувалиштата за откажување од пушење. Стручен и обучен тим од доктори и медицинска сестра одржуваат едукативни предавања во советувалиштата, а зависно од околностите предвидена е соработка и со други кадри, како на пример психолог. Судот во Каиро ги осуди тројцата новинари на катарската телевизија Ал Джезира на 7 години затвор. Тие се прогласени за виновни за поддршка на сега забранетата исламистичка организација Муслиманско братство. Тие го отфрлија обвинувањето, инсистирајќи дека не сториле ништо лошо и дека не ги прекршиле египетските закони. Нивното апсење, а потоа и судење предизвика негодување меѓу либералните кругови во Египет и бранување во меѓународната новинарска јавност. Други тројца новинари за слично обвинување добија затворски казни од 10 години. Украинскиот претседател Петро Порошенко ја повика германската канцеларка Ангела Меркел и други светски лидери повеќе да се вклучат и да помогнат во смирување на проруското востание на истокот од државата. Во овој момент одржливо примирие е потребно како основен услов за покренување практични чекори кон обврзен диалог меѓу властите во Киев и представниците на демонстрантите во југоисточна Украина, се посочува во соопштението.